Откупната кампања на тутунот ја следи Државниот земјоделски инспекторат. Според директорот на инспекторатот Зоран Шапорич, од вкупно 90 приговори од почетокот на кампањата, само вчера се поднесени 21, а пристигнуваат и денеска. До сега вкупно се откупени 2390 тони тутун. Само вчера во земјава се купени 440 тони по просечна цена од 167 денари. Тоа е благ пораст од почетната од 162 денари па 164 па 166. До сега вкупно се откупени 2390 тони. Повеќе од половината до сега поднесени приговори се позитивно решени. Ние будно ја следиме ситуацијата на теренот, а веќе има и денеска приговори, изјави Шапорич. Откупната цена бележи благ пораст од почетната, а до сегашната придобивка од договорите е што одбитоците се сведени на 5%, додаваат оттаму. И ресорниот министер Аријанит Хоџа во емисијата Топ тема изјави дека просечната откупна цена е во пораст и очекува до крајот на откупот да се достигне и минатогодишната 220 денари по килограм. Не ценам апсолутно дека владата има лоша политика, најмалку во таа мера, посебно за тутунот, а нормално и за производителите на оризот, субвенциите, значи, за разлика од другите години, се покачени. Односно во оризот, значи, по хектар произведен ориз има покачување на субвенциите, а во делот на тутунот мислам дека имаме рекордни плаќања од околу 30 милиона евра годишно, што е 1/3 од целиот буџет за субвенционирање за тутунот. Така да во делот на политиките на владата, мислам апсолутно не држи тоа дека има лоши политики, туку година со година не може да се поклопува заради пазарот, побарувачката, ковидот и така натаму. Сега може да се поврземе во делот на тоа зошто ова година настанува ваков проблем. До сега откупените килограми се 10% од вкупно планираниот откуп за годинава, кој лани ова време бил 40%. Хоџа најави дека до година ќе се разгледа можноста за укинување на 4-та класа, а во однос на обвинувањата околу увозот, објасни дека тој тутун воопшто не влијае врз откупот на домашните количини и затоа што се работи за само 1800 тони, но и затоа што е сосема друг тип на тутун.